Здраво. Констатиравме сите тројца дека не сме подготвени. Да. Гостин ни е Кики Кристијан Грчевски, поранешен голман на Пролет на Металург. Вардарово дете, у принцип. Вардарово дете, од Нопа го почнав. Да. И актуелен тренер на Бутел. Така. Најдобрата македонска екипа. Моментално, да, што е ниско буџет, и разлика од другиот буџет што го имате. Така, ќе зборуваме на таа тема. Дрес кодот ни е малце поинако вечерва, а е посветен на условите во кои играат македонските клубови. Бев фрапиран од сликата на надпреварот Радовиш Вардар, каде што буквално резервите беа во јакни, покриени со пешкири. Неколку дена претходно коментиравме дека во салата во Илинден на кадетска лига е 7 степени. Сега среќа Кики покрај ракометот имаше неколку адреналински страсти, тоа се моторите и хокејот, па некако се вклопува тоа Кики. Навикнате на ладно со хокејот и не успе ние да сме и ладно. друга генерација, другачи растени, меѓутоа е проблем, дефинитивно. Пред се да ви заблагодарам за поканата, да ви посакувам успешна сезона. Благодарам. Да, прво е тоа и основно. А втора работа, околу ладно, мака мачиме сите, дефинитивно. Борба, имаме проблем како тренер, кога ќе се свртиш како да стаиш некој 40 минути. Кога човекот се стутка, се модри му се прсите. Зошто е така, Кики? Зашто? Сега тоа е више некој друго. Може би дека е ладно времето надвор. Да, може дека е надвор за ладно и па и у салата. Winter is coming, нели, актуелно е. Ја, Да, не може да се пожелам стварно за Бутел. Значи ние се трудиме, си топлиме, си купиме секоја година тајфуни ваму таму се сме. Ние сме па може 20-21 степен, скоро идеално. Тоа е инцидент. Да, тоа е Бутел, али Шо кога гостувате? Шо ве снавај? Не знам како да е, бевме нек на Прилеп, ладно. Тек во Битола кој ќе иде. Кога Битола, гостувате во Битола, Битола? ајде пак ќе кажеш греат за утакмица. Има тајфуни. Има тајфуни ради на Лига Европа, валја се надевам, не знам како, зашто. Ако играле скоро пред 2-3 дена уште е топло. Да, лани така отидовме ја облечен со два пара панталони, јакни се и изненади внатре тајфуни топло, па дури се испотивме. Али тоа е реткост. Реткост и жално тоа што се дешава. Сега не знаеш глупо е да посочиш Битола кажуваме дека е генерално ладно да, во градот. Ресен ако отидеш и Камен, Радовиш, Струга ништо не се гре, нигде не се гре, знаеш. Можда и повода да што знам како више на Суперлига, неми супер. Треба да е све супер, боле да играме такмичи некои големи сали. Дај ни ние Скопје, Борис или у Јане Струга на Сандански. Кики, разговарате ли на тие теми? Па сега тоа не е општо моја работа, нели? Сепак се имам ја друга работа, си има технички лица од управа, кои што тоа таму управен одбор, федерации, кои што треба да си има. Салите се најчесто во собственост на општините. Па у принцип да, може има некои концесии, тоа не знам и тоа како иде сега, кој како си ги решил тие работи. Така да и општините треба да се го решат. Знаеш, дел од тие сали школите ги користат. Сега дали е ладно, дали не знам како. Ние сме на само 3 метра пример од школа, од тоа за парното шеми, 3 метра цевка недели, цела инсталација. Се не може да се договорат најрадно школото со па се снаоѓаме, а све има внатре инсталирано, све е направено. Така да тоа се некои други проблеми што не знам од кај си што се. Има ли потенцијал Македонија за хокеј? Искрено нема. Услови има. Ладно е, се има мраза, нема хокеј. Се боревме со мразот, да, се боревме со мразот колку години. Не им се погодови на нашите спортски работници. Конечно, да. Не, обично играме два пати неделно рекреативно, како што се изнајмува нели за фудбал, ние се собираме. Мојот татко, чичко, млади некои што се станати, две екипи, млади на стари се делкаме така, после тоа некој пивце и чисто да исподише рекреација, да. Иначе таа некој тоа имаше некои обиди, само тешко, неуспешно и нема ти изгриште и кале исто кога наскао све. Знаеш, кој ќе почнеш вака се ќе ти заврти негде политика што не сакам да се ова, меѓутоа те пропаги тоа изгалишти, тоа нема ништо. Што? Све што имало, све се уништено. Многу приказни околу спортот, некако као Па, знаеш како мачен крај, да не кажам тажен, ама мачен крај. Знаеш како видов Тито што изгреда не може да го искречиме, разбираш, мислам трагедија е, што ја кажеш. Какви сали со ни Радовиш, Прилеп, сегде, тоа се големи зданија, што ништо не личат сега. Ништо истиот поте од пред 50 години. Исти се обликувални, исто тоа. И се ние очекуваме од таму да излезат таленти, не може да излезе како тренирана. Не да може Ленко да дојде отиде подоцна. Нема, сега он вика, знаеш, кадетска лига, тоа дете ако нема топло дома научи. Кадетска лига, Кики, значи вака, јакни, Знам, ја тренеров ги прати девојчињава Јас сум со во јакна селекционална. И ние сме со јакни, ево, знаеш, не ти е пријатно, не си лагоден, не си комфортен, треба си, значи си има некој
телото температура што може да функционира. Како? И тоа Ќе стават треба да е некои сега играат повисока 40 класа. минути, влага, не пука листот, што прави? Истиот проблем го каже и Дарко Проблем е. Петровски. Проблем е, Разговараме голем, исто. и сега си ограничен на играчи, знаеш, една-две измени, што ти си тоа, другото, не ни Да, гледнаш ова ти, не жал да може. го ставиш, па тој зашо не играм. Не, Па сега ова се те може да објасниш, се поведе да. многу лесно. И сега ти си ограничен со играчи, а еве сега ќе отидеме полека на втора и на трета тема. Така. Вујовиќ не е ограничен толку со играчи, иако се жали постојано дека е ограничен со играчи, дека има проблем да тренира со 26-30 играчи, ние му дававме, јавноста му даваше поддршка, иако од почетокот исто имаше антивујовисти, ама 7 порази поред. Да, у И принцип 3-4 месеца веќе, значи се даде шанса, да, помена у принцип Суперкуп, искрено помена никогаш Струга. не би сакал да коментирам. Сепак ми е колега, секој може да се најде у тоа. Само слаба тачка ми е Вардар, пошто пак ја кажам, сум Вардаров од дете сум почнал, од мајка и татко, спортисти, сите сме Вардарови деца и сестра ми. И тоа ми е слаба тачка. И сега тренер како тренер не може да коментирам затоа што ние не знаеме внатре што. Меѓутоа нешто дефинитивно се случува внатре. Дефинитивно ги гледам ипотезите на играч тренер, тренер играч однос. Дали има тавори, дали внатре не може да се разбере нови балкански менталитет со оној француски менталитет, европски, кај што не проаѓа таа мотивација како што проаѓа кај нас балканци, нели? Ние научени ура бура, спремен не спремен одиш. Тие се европјани, тој сака да му кажеш валја точно што како Точно, зашто, точно како што беше еден Раул. Нити имаше викање, Ние стално го коментиравме тој Да, потек ама на Раул, имаше, така? ама имаше Секогаш. такви потези Да. на клупа и играч не го Него разбира. не правил грешки или едни од сите прави, тој нормално тоа доне на клупа не е баш како што изгледа узгора сите стручњаци се знае. Да. Тоа е најлесно да узгора Ја и кажа. Бица сме исто така Да, стручњаци. знам, сите горе на тој вини, се стручњаци, се имаш борба и со нив и со сите, разбираш, а ти се трудиш да ја направиш максимум. Секој тренер сака максимум. Никој не ги губи, никој не ги 7 порази има поред. Никој не ги оплюка на Facebook, поготово се ово време нели социјални мрежи. Што знам што се дешава, стварно не сакам да коментирам, не ми е и не ми е уошо се исто. Сепак и таму имам другари од Стојне борба Еве- што сме играли заедно и сме прошли многу работи, сега ги гледаш некако се знаеш. Кики да не го коментираме Вујовиќ, ја гледаме играта на Вардар. Каде беа вчера клучните, да ги наречам, грешки, од плюс 3 на 6-7 минути до Премногу крај, технички еве, грешки. Бутел води 3 разлика и да изгуби. Види, тоа може да се случи, тоа не дека извини, не е. за разлика од да. Радовиш имаме тука грејење. Да, може да се сомрече слово. Да не биде ситуа, да имаш ја попосле. Така да, што знам, многу технички грешки, премногу. И едно време и бековите малце, по мене, не дадоа тоа што треба. И многу брзи измени некако, знаеш, на бековски Брзи линија. измени. Знаеш, едни од други, третиот, едни од други, трети. Како да нема, сепак некако ќе влезе му треба малце. Се време, форсираат минут, ли две, три, пет. бековите, според тебе, поготово овие браќава своја некоја идеологија? Тие си се своја филозофија, ти не можеш ти на 40 години сега тој да научиш нешто. Знаеш, ја имам некој у Бутел с нешто слично сега, тој калибар, кај што имам постари играчи, кај што јас не можам да метнам моето. Не може да му наметнеш. Ситници што се тие, знаете што се, кај што Некои твои идеи. да ги- идеи, да, нема, тоа е така и тоа. На тој дел јас се адаптирам на нив, ме разбираш? Морам ја да се адаптирам. на Да нив. искористиш тоа. Не може што кај него се смениш, сега. тој 35 години го прави тоа, се ти си дошол за еден ден да го смени, не можеш. Кики трета година си во Бутел? Трета, да, една бев помошен и ова ми е втора фактички Суперлига. Првата беше лани со короната, нели држне да е ваму таму. И ова ми е сега втора година како што треба. Почнаме и тераме се уште како што треба. Делувате сериозно со, условно кажано, со тројца странци. Мајч, Пикерот, Јефтич и десниот бек. Да, па тој искрено мај човек е 10 години тука. Мол да знаете како беше како Тоа е тука е како наш. Како Да. Као Чантурија. Резо исто е, баш кога сме птени со Резо другари што се вика, да, исто така е. Јефтич е нешто појачање што беше у задње време и ете од Охрид што го земавме. Сериозна екипа, имаме уште едно засилување, меѓутоа немавме може среќа со него малце. Само што дојде се повреди, се уште е повреден. Стварно добар играч, меѓутоа не успеавме ништо да добиеме, да видиме од него. Така да ќе видиме со него како ќе се одвидат работите. А Бутел како Бутел, сериозна екипа, дефинитивно. Може немаме буџет, како што реков на почеток, оние милионски суми, имаме доста добар буџет и реален буџет. И сите работи се реални кај нас. Знаеш, не подпишуваме едно, па да нема за он како да ти Си кажам оди некој како ќе клуб, да, договорено, да. колку сакаш, не знам, 2000 евра, еве ти 5 уживај и да не ги видиш никад. Него ако да ти не рече видиш 100 ни две евра, да ќе не имаш видиш. 100, си се договорил ти за 100, имаш 100 и секој месец 100. Значи, околу организација исто. Не може да се пожелам, дечките што се и директори, малтени капитенот што ми е исто, се бориме сите. Директорот ти е соиграч од времето на
на Не, пролет мислам. капитенот ми е Боки, али е нешто како, да, помага и со управа, други директорнијето е Владко Тасецки. Ете, со грејење, со се што има проблем, све решаваме у трк, сепак сме млада екипа, нели мислам у тоа постоење. Интересно е за нив дека собраа неколку млади таленти. Да, се избори. Јас сакам за нив да зборнеш малце, ако може. Па се изборивме, ете, Даре беше, нели, прошла емисија, имавме на почеток искрено недоразбирање околу тоа. Со моја најава за тие деца, дека сака да одат у друг клуб, јас искрено не сакам да ги пуштам у друг, сакам кај назад да јат. Зашо ги земе друг, а можам јас, а решиле да си одат од таа екипа. Па недоразбирање, што на крај дојде сепак, Даре, разумен човек, сме и другари, се дружиме и се разбравме и свативме кај што е како е. И деца сега нас, да, земавме 5 дечиња, едното отиде Германија со школа, реши да таму да студира и да. Центарчето ете се успеа некако највише да Центарчето на широкиот список сега. Да, Митев успеа да се снајде може и најмногу, да. Детето, мислам, сите не може да се пожелам тренираат работа, све, јас сакам млади деца, поготово наши деца и имам жела работам со нив. Сега нивно е кој колку ќе се потреби. Да, имаме пикерче исто високо кој е можеби најмалце има минутажа и ова бидејќи стварно таму на таа позиција. Стојчевич. Да, Стојчевич, на таа позиција ми е највише покриена. Чекаме се капитенот што е пикер да оди пензија, па ако остане малиот да добие минутажа, се тоа е така и десното крилце ни е Бојан Спасовски исто што секогаш кога добива минутажа, па скоро Повеќе од коректно, и да. повеќе од коректно. Тоа барем јас што беа така, пекот над превари. не можам да работат, тренираат, сака, тоа е најбитно од све и тоа е тоа учат и од постариве што има многу работи да се научат, машка не само на терен, на трудсоликувално, кај што се дешаваат уште поголеми работи, нели сите работи таму е тоа, фамилијата кај што таму се одгаја. Тој фактор со влекувално многу често и за големи, па и за мали екипи. Ете бил да, многу ќе се важен. навратам, да, како беше Вардар пред некоја година, сепак и тоаш нема пари, па освоја ова чудо, нели, како викаме втората титула. Таму беше фактор по мене, моje гледање дека е Стојанчо Стоилов беше се уште у некоја форма, ова мотивиран, емоции, Ја го држи тимот. држи целосно вликувано. Он е веќе истрошен, мислам истрошен. И емотивно, и веќе има и години, има и И физички. факт е дека таа позиција што игра, за разлика од многу голман, захтевна, например, многу така. захтевна, многу захтевна. И мотивацијата троши. Те троши, више си постигнал некои цели што ти биле сонци Си ги бил отварен, сега. не еднаш два пати, знаеш, Сега тоа си е, бил тоа е кај човек, е 3 пати психологија. Final Four. Да, психологија, више и тука си, сега нема више таа енергија, хемија да држи се вликувано, може и таму се разидени работи. Знаеш, дојде Можно се е некои тоа, други, тоа се гледа не се дека- поклопени, што за разлика од Бутел, Пагега, ние сме може многу помал клуб, меѓутоа у Солигувално имаме фамилија. Фамилија, дефинитивно, и многу ни завидуваат, знаат за тоа. Ние сме фамилија, јас знам и со играчите да си седнам, и пица да се напиеме, и моја си направиме, и да си јадеме, и како да кажам, јас им стално им зборам, Team building. ја немам 65 години, нити сум, знаеш, они на почеток ми замирува, дај викни, дај скарај, оно, знаеш. Јас, тоа не, јас сум, да сум бил, не знам, некој Лино или овој Ваган правил. Тоа е, јас Кики, кој ти беше тебе ментор, да речеме, во тренерскиот занет? Па искрено да ви кажам, сам случајно. Така почнав у Вардар у младите категории. Добив, се отвори академија у Вардар, кисела вода. Приватни школи, цела кисела вода, таму почнав со тренерлук. Па станав као координатор на таа академија, па почнав лиги едно друго. Имавме некои добри дечиња, што и работев јас со нив, па Тања Медвед беше тогаш у Вардар. Па ми излече од таму, ме стави младинскиот поглед на Вардар. И од тука почна веќе, знаеш, маце посериозно. И што би рекол, дојде Раул, Господ го прати, па малтене јас, па да не предерам, може со Вардар не сите трензи, ама често бев у сала, сам седнав тефтерче, се ова, се разговарав со него, со Дейвис, репрезентација која се собирам, секој тренинг бев таму. Браво. И секој човек да стално ми каже, со фризурата ме, знаеш така ми каже, вика со фризурата, и уште има поздрави чат кој ќе ме види некаде, го поздрави вика со фризурата, и така остана Значи, комуникација. Кики е шпански систем. Шпански, тој е балкански менталитет со шпански некој финес, знаеш, Шпански никогаш значи, нема да. имаме шпанци, нити скандинавци, меѓутоа нешто си украл. Нешто Нешто си можеш да украл. земеш. Да, не можам да украдам. Што знаме, да од Лино не сум сакал тоа. Не сум таков пристап, не сакам да имам или не знам Вујо или тие се друга школа ствара. Не ми е мене тој, знаеш, со некој авторитет таков, со некој не знам, не Добро, сум, ти да. си помала генерација. Па затоа ја тој викам на играчи, Зашо викам да има не проблем внесеш околу тоа, друг знаеш, пристап, како а е. очигледно има резултат. Да, и сега овие како е, пием пиво со тренерот или седим со тренерот на исто стол, знаеш што исто. Викам, живе, јас имам исто 38 години, не знам, 65, ти сакаш да живееш сите сакаме да не го. Ќе дојдеш на терен, ќе си ја даеш таму што треба.
После тоа немаме никаков проблем. Пак малку се Да, шетаме на шетаме, тебе. така треба, да. Еве, се слуша не чаршијава, Вујо има и проблем со јазичната бариера. Еве, ти од тренерски аспект, дали на тие тајмаути кои што ја и Бица еве им даваме малце повеќе внимание, пошто Да, нормално биетно како е гледачи, тајмаут да чуеш. очекуваме дека некој тајмаут на вистина нешто ќе се промени во формација, во нели подготовката Да. на надпреварот не оди како што треба, губиме. Не е по И план, сад- мора да смениш нешто. Да, и На сега тој треба да тајмаут, смениш. да. Дали таа јазична бариера која што се чувствува кај Вујовиќ, хеј лев брате или гоу шта е ово? Како оној гуечо беше на Така. клипчето со... Да, е така. Дали тоа еве ви пречи? Дали на Вујо му пречи? Па сега се надевам, викаат дека таму може и французи не знаат по англиски. Па може и затоа, знаеш, затоа сакам да кажам дека не може само Вујо се. И другата страна, викај да зборел англиски, овие не го Не разбира. го разбира. Сега не може Вујо да знае француски. И има една минута на тајма. Има една што поборо да На го- тренинг е друго, нели? Таа минута трае, дојат играчи. Да се напие вода, ти имаш Да ти си имаш скашла, 25 а? да, па секунди. едниот со другиот со јас сам ти имаш 20 секунди да се кажеш што треба да кажеш. Знаеш, и тоа е како да кажам многу брзо, многу кратко време треба да се снајдеш. Од Лино Червар ја имаме една забелешка, сме ја коментирале со Бица, он вика ја ако е надпреварот во недела, ја во четврток знам се- што ќе направам. Да, да. Не, знам што ќе направам. Демек на тајмаут. Не, викаше во четврток ако не го добијам, после така, да. касно вика. Во четврток ако не ми ја добијат надпреварот, демек на тајмаут е касно. Да. Види, има и од тоа се учиш, знаеш, он имаш и шема што таму среда четврток знаеш да се скара на тренинг со некој играч. Знаеш, само ради тензија и секоја среда четврток. Лазолечич. Тие се стари школи што кај мене не броја тоа, не броја, не можам ја тоа. И па еве затоа не го викаме Червар или Да, Лазолечич, не го така викаме. е стратегијата, Да. сакаме со Не го викаме. Може ли са се префрлеме на Милата, Со млад- на со новата Пелистер и на генерација Бабич, тренери. сакам да. И тоа е таму специфична работа. Ова порано се играше вашите 5 минути, Да. Пелистер, Бабич. Така. Беше специфично е таму многу. Битола е град, ево знаеме сите, ракометен град. Се помало место и живеат таму за раком. И види како се деси она малце фати удолница, почна критики од сите страни. Меѓутоа Бабич се спаси. Што ми Се- кажа. Вујо не успеа. Да не беа критиките да Да го прави? Види критика, секогаш е право, таа не доаѓа од Беше, нигде. не, зашо сега нема критика? Боже мој, ти А викам сега, Ние зашто сме ја има пет критикувале критики, многу. има Јас пет сам критики прв секогаш. реков, Има ја повлекувам 500 изјавата. пофалби. 500 пофалби имаш. Тоа има 500 критики со 5 пофалби, значи се гледа тоа, не може да го излажи како игра. Теренот не те лаже, Не може се да гледа те како лаже, игра, гледаме што како се крена дешава. формата, дури мене не знам како ги си излече Вардар сега. Дерби, мислам дека многу тешко. Дербето на Мислиш 18 18. дека ќе се излече? Не знам како ги си излече, стварно не знам. Ама Кики- па вика мислам како ќе се излече. Ја Не, се Вардарово плашам дека дете. ќе се излече. Вардарово дете. Да. А, Ај ние не смееме да Стално кажеме си чивите. знаеме, Да, Стално, чивица сме, ние сме аеродромци за МЗТ смени. Така. Системот има во Суперлига има и плейоф после. Така, плеон, да. Префрламе бодови. Префрламе бодови, Првиот а префрлам- играме пак секој со секого. Секој со секој од првите 6. Значи Вардар и Затоа- Пелистер ќе се сретнат уште два пати. Уште два пати, меѓутоа, кој е прв префрла 5 бода. Вториот префрла 4, па 3, Па па бутал 2-1, здрави Боже, па 2-1 и 6-0. Затоа е борбата за тоа прво место, за тој пот. За тој год. Да. Што многу може. Што значи што и да се случи, и Вардар да тепа, и Сепак Пелистер има да уште тепа, шанси, и може- нерешено да е. Ти напред, не Ако знаеш како играат ќе искочи пак, кој да. каква форма ќе дојде. Разбираш, сепак може ќе ти си смера на тренери. Не знаеш кои со кои играчи ќе Но излезат. не знаеш, сега имало моја дека Така. сите ги излегли, да, па ќе видиме и тоа како ќе искочи. Дали е тоа Сега факт е дека и двете екипи имаат доста репрезентативци кои што ќе чувствуваат на европското. Прашање кој од таму како ќе дојде. Кој може повреден, може не повреден, може увреден, навреден, Навреден, све да. има, значи кој може Да. Секојаш февруари имало изненадување. И во Секогаш домашно тежок- првенство и во Тежо, Лига оваа шампиони. година за прв пат почина првенство на 2 февруари. Пак ќе се навратиме на она, не со јакни, со скафандери ги треба да седиме. 2 февруари живот не почна. Ние 20 и некој јануар припреми почина. А март се починеше. Се е рано. Како ќе го изведат тоа, не знам. Кики, ти имаш опрема. Ја имам, јас ќе се снајдам за уште Да, двајца, ти ќе се уште снајдеш. двајца, да, уште двајца. Ја и ќе им Бице помогнам. се пријавивме за Јас за Бице идол му е Калман, за крило. Ја му е одговара. Јас сум скубе по карактеристики, ама не примија. Конституција, Е да. сега, за ако ви фалат за хокеј, Слободно може да возиме дојде. ролшули, Супер, може да Значи, дојде. да, Може може да влезе. Може Ајде, да има Ајде уште малку скијачко за дело, за бутел да те подпрашаме. Со кого и да разговараме на темата клубови, стратегија, спортски менеджмент, клубови што брзо менуваат тренери,
Како е во Бутел? Каква е вашата долгорочна стратегија? Има ли Бутел 5 годишна стратегија? Излеговте во Европа, Така. тука сте цело време гриздате, имате пораз само од Вардар и од Пилистер, мислам и од Пилистер. Од 2 двојката, да, изгубивте. прво коло таму, како беше тоа, второ коло, да. Не е страшно, Не е значи да воопшто. речеме најсериозни кандидати сте за трето место, повторно во Европа. Како е во Бутел планот за 2023-2024? Бутел, така, Бутел е млад клуб, нели постои, која година беше? Трета, четврта фактички со се прва лига, така, трета година се е Суперлига, значи четврта година мислам да дојде. Без оние не знам кој после пред колку години, па да го живнат назад. Бутел дефинитивно има и план и стратегија и мене ми се допаѓа тоа што, како да кажам, и газдата е бивши ракометар, што е многу важно. Значи за газдата мисля дека заедно сте играли. Сме играле, така, игравме заедно со Александар. Игравме заедно и работи, значи, ќе видиш дека е успешен бизнисмен, сигурно нали и ова како да го изменаџира и ми се допаѓа тоа што знаеш не се залетува, сака од ден на ден, него стварно име скала по скала, знаеш ниво по ниво и све да биде ако се качиш првата скала таа да биде стабилна. После да иде втората, па и таа да. Многу битно. Да, значи не е работа, знаеш, сега не може да купи 5 странци се, не може да рече Не се бара брз успех. не сака, да. Као Веспер. Знаеш, имав бараш, ја и со него разговори, живеј, тука си ја не сум те донел тебе за да те избркам или за да те лизнам или оно. Значи нема да имаш притисок, работиш, чим работиш, не е проблем, ќе си дојде се. Кики Бутел убав ракомет игра. Па се трудиме, се Има трудиме. неколку играчи кои што јас сум ги пратил Да. низ годините, а мислам дека сега дрилираат. И на Па да Левиот не го бек, урочам, централниот бек. да не го урочам, да, малце се жимнати, им одговара, значи, овој стил на игра, овој стил на тренинг, атмосфера, значи, све си носи своје. Стварно ви кажам, сме као Од сите фамилија, аспекти е компактна добро, екипа, да, и позитивно. многу си живееме и тоа е може и еден од најбитните фактори што ова вака остана. Значи како е планот за 5 години? Па, планот е да видиме може и собствена сала, скроз нешто таму, спортски центар, здрави Боже, Клучно. да се работи. Кипси шампиони на Да, фали така нешто малце поголемо за да има простор за многу млади категории, знаеш да има термини, пошто сепак 4,5 оно нема деца. Имате кадети Имаме пионери, кадети младици. све, меѓутоа е проблем со школа, втора смена не може да дојде 4,5, 9 више касно. И сега ако се направи уште некоја саличе, ќе се користи оние 7, 8, 9 са вечерни термини, ќе се работи, ќе се стаи координатор, да има деца, да се тоа ќе биде, се надевам, лека полека, еден добар проект. Еве, има и други Има екипи. некаде таму на некоја последна точка шампион на Македонија? Па се надевам дека ќе биде и тоа, може сега не за Значи година има. две и Ја што рекол се чека да кикс на некој се друг чека тип. така. Негде имаше нели Вардар со Скопје, за мациките беше Да. Скопје и јас се смеев, викам нема ќе направите белет трошок, треба втори да видиме да одиме. Сега немаме сега буџетот не испланирам Сега оваа Лига година. Европа? Да, оваа година не ни сега викам друга да не испланирам буџетот, да викам полека Секој нема нема. многу трошоци, не Ете, би се како ти викам дека место Треба играчи, треба ротација. местат, губат наверно, да не бидат втори. Да. И викам полека све, стварно се работи добро, стабилно и тоа е стварно добро. Кики, Ретко кај нас. знам дека покрај Бутел работиш и еден мал проект, мал да го наречам така, Да. индивидуална работа со Да. со младинци, па и со сениори. Како Работа. на твоја школа работиш со голмани, тоа ми е- со бекови, да, со Имам пикери. желба да работам и стварно сакам. Значи, пак ќе кажам, спортиста сум и не можам така да седам дома. Тоа ми дојде до идеја, работат, искрено, кога ќе пуштиш, ден денес Роналдо оди на индивидуални тренинзи, не знам, Руни, кој не оди. Значи, сите работа, кај нас се уште кошаркари работат многу, фудбалери исто, ја имам синче кој више, па не знам, 33 години работи индивидуално, малиот ми е 12 години. Значи, цел голманче, си шива мајсторе два пати А дневно, со- не го Со прашувам, кого значи, да сме разговарале од играчиве, наши репрезентативци и поранешни тренери сите кажале дека фали тој момент на индивидуална никој не работа. работи. Па Тоа, нема. јас се решив за тоа еден потек, кога бев и полабав и све, ама го останав. Продолжив се, малце може сега ми е напорно, меѓутоа не сакам да го оставам. Не сакам. Сега баш кај добро е, знаеш, не можеш да им речеш на деца, сакаат звона, да им речеш не работам више. И тоа не бива да го оставиш така. И сега се наоѓаме само ајде по план у 1, у 12, у 9, кога може. Значи Се ти барате. на директорот ќе му кажеш една гарсонеричка у салата Да, нова. да, не сум у Бутел, у друга сала работам, у Капиште звам. А, во капиш. Да. Пошто знам дека во Бутел Да, у работи. Бутел, да, ама нема, сепак малце е проблем таа. Добро да е во новата сала, гарсонеричка. Да, не може деца во Бутел, знаеш, па друг е центар, па тука се деца од школа, оно, не му треба да патува, не му треба Лесно нешто. е да стигнат. По сепак, да. да си треба- отидат. Да, и да си одат. Така да тоа не може да го остави. Кажи ли за Митев? Ќе биде ли новиот Миркуловски?
Види, за Митев, не можам да кажам дека детето не е добар. Само мислам дека многу рано некако го крена и јавност, и новинари, и ме разбирате, не Па знам. не збораме. Да, не знаеш дали ќе се Дали се е- носи со тоа. дали Се е уште е терет, мал, така? да, терете, како не, вчера Да не почна го игра. прегори тоа. Вчера, па тоа викам, знаеш, да не се изгуби, па да не почне се да бара ова, па да мисли дека играч, па дека се може да се случи, може ќе се оди утре друго, може тоа нема да му биде вака, може уште е млад. Значи Имаше многу има за коментар дека да што имам нашиот ја гост моја дека генерација прерано имало доаѓа така. до репрезентација. Многу е рано и сега репрезентација некако како на таца има. Да. Како да мора да игра, Тоа е порано требаше да се убиеш. Лесно доаѓа до Многу лесно и млади категорија, ја бев и таму пред колку 4 години бев исто. Многу лесно се деца Во свое време тоа било Треба да се убиеш за да дојдеш на репрезентација. Да и се кој ќе убиеш. добиеш повик било настан Што, сега вака нема се ни се, цена. Ма нас на збореше. поширок сум ке си она. Ма нас го збореше за тоа. Значи не било кај нас у гости, у студио, ама било. Ево, Да, куларите. да. Денеска со Бице добивме оние медиа прес клипингзи од ДХФ, кај што се веќе затворени ростерите од 35 играчи на сите Првиот репрезентации, големиот. првиот За големиот за за Европското европско, првенство да. и фрливме еден поглед на 4 репрезентации Македонија, Црна Гора, Данска и Словенија. И таму беа нели име, презиме, година на раѓање, клуб кај што настапува, број на настапи, број на постигнати голови. За репрезентација. За репрезентација, да. Виж, не сум ги видел тоа, ама Не е важно. да. Во нашиот ростер имаше најмногу нули. Значи најмногу дебитанти. Јас сум најмалку настап. Со најмалку Има, настап. има. Нула види. настап. Ние идеме сега нели некој помладување на репрезентација, значи тоа мора да се почне негде. Тоа мора да има прв настап, не мора да се со Така е. пет, ако не го викнеш, така? Значи мора да почне од нула. Едино чак Норис нема почнато Чак нула. мој Да. сигурно имал 50, почна да наназад, да. Така да, И со 100 гола. да, сигурно и најмали стрелец бил, па после да почна. Бутел има двајца на тој список или еден играч? Да, Митев е таму и Голманов Чаневски. И Голманов Да, на Чаневски. поширокиот список као резерви, оно. Мислам дека има потенцијал за уште еден, ама не знам како ќе беше нажвигнан, имаше повред Томче Чановски што ми е докторот за одбрана. Да, повреди рамо и баш кога викна, па паузираш и сега гледам се уште не е повикан. Меѓутоа мислам дека со неговите игри дефинитивно ќе го викам. Дефинитивно фали тако, че сепак одбраната за мене е нешто светово. Колку години има Томче? Мислам дека е 90, да, 98 е. 98 беше со нас на со Марио Танковски таа генерација, да, со мислиш, да, 98. Младо дете, толку борбен, толку не знам како да тренира, сака, тоа е нешто страшно. Секој Реално ние играч. специјалист за одбрана одамна, после Велко и Јонов. Да, немаме да, некој да, тако, да се немаме. се Немаме, да избие. да, немаме некој. Борец, знаеш, борец сака. Тоа е многу важно да сакаш. Киќе го спомнав при Европското првенство, далеку сме уште, тешка ни е групата. Еве, од дистанца едно твое размислување како би требало да изигра Македонија, може ли да очекуваме сигурна победа над Црна Гора, изненадување со Сигурно нема Словенија? ништо. Сигурно нема ништо. Како што кажав, ако се подмладува, не треба се некои резултати, чисто да се малку искуство да се стекне. Ќе ни требаат сигурно 1-2 години добар ритам. Да се Тие нулите да станат петки, шестки, десетки, Да се озрат 15-ки. малце с децата, 20 бар. Да. да се озрат како играчи, да се направи еден компактен тим, па со може една, две, три измени у текот на тие години, да се дојде до еден некој успех така. Со Бутел играте со сите од Суперлига и ги гледаш младите играчи како се развиваат. Така. Има нешто подмладок и во првата лига. Можеш ли да издвоиш некој што да речеме најсигурно делува како најсериозно подмладување кој би можел да заземе сигурна минутажа во составот? Од младија категорија? Да, од било кој Да. клуб, не е битно. Види, јас имам кај мене, од младинците доаѓаат 4-5 деца. И на тренинг беа, и на припреми со мене. Имам добри дечиња, стварно, имам голманче, имам среден, лево бекче исто 2006-та, сега едно крилце сакам 2005-та, значи си ги пратам кај мене, дефинитивно моите од Бутел што се младите, што играат и Дарко Јанев. Останувам да ги гледам, одам на утакмици да ги гледам. Искрено, други утакмици нешто знам дека во аеродром имам на Митев брат му, знам дека беше добар што сум видел. Па не знам, Голден Арт има некои деца. Што сум видел, Алкалоид. Алкалоид. Така да, тоа е што сум ги видел. И Битола имаше исто едно-две деца, голманчи има, знам добро. Металург на Давид Брестовац, одлично Мали. голманче, дефинитивно, стварно со него имам и работено. Без разлика тоа што се познаваме со татко, тоа нема врска, детето е супер. Така да има потенцијал, има.
Може има дупка голема од корона, што беше пауза оно, моци ќе се осети, ама не знаеме кога. Кога и Да, како. Некош ќе платиме Секогаш ќе платиме сите Да. за све тоа, ќе има некоја дупка таму, ама знаеш, не Што помала да е, да. Ако беше се мазда, ќе беше чудно да ќе се прошиваме. Некој си игра со нас. Немогуќе, да. Кога се светло, ама тоа е, така да има потенцијал, има дечиња. Кики, ти благодариме многу. Многу ни беше пријатно. Сериозно размислувам за хокеј. Значи слободно размислувај, сега немаме проблем никако. Гледам, ми лежи полкала. Дали си лево или десно, само да најдеме, да. Ми се допаѓа што ни даде вака полека меѓу редови насока да не креваме многу тензија ни околу дербито Вардар Пилистер, ни околу настапот на Македонија на Европското првенство, дека треба да биме трпеливи. Мора да И биде. да ги создаваме- оставиме малите да работат, така, да не создаваме млади играчи, да не им правиме да не правиме голем притисок и врз власт младите тренери врз постарите ќе правиме. Дефинитивно, значи јас школа сега печам, тој више има испечено, така? Има разлика во се до тоа и треба да имаме сепак еден мир, нели, една поддршка да, мислам, ако работиш, ако не работиш, тоа е нешто друго. Ти благодарам Кики Фала уште на вас, еднаш, благодарам. ќе те Фала поканиме на пак нас. кога ќе нема потреба да играме хокеј. Да го изистогли малце само, Океј на треба и Да, ќе дадам се нешто сурфал, браво, не е проблем. Да, тие делови од адреналинскиот дел, тие делови од адреналинскиот дел. Од адреналинот кај тебе мотори, крос и тоа не ги опфативме, ама Ќе го фатиме со следно. топка дека не. Да. Познам, тоа све сакам, така да, сакам да си поживеам. Да, тоа е тоа. Ви благодарам и поздрав. поздрав. Поздрав.